Максим! Животна приказна во 21. век преточена во филмското сценарио на Максим вчера вечер по 3-годишно снимање во Индија, Бугарија и кај нас ја доживеа својата премиера за новинарите и пријателите. Кирил Трајковски, кој истовремено и режисер, а и главна улога, со сопствени средства успеа да си го доживее својот сон, да сними филм. Бруталност, експлицитни сцени, дрога и контраверзии, а во исто време и суровата реалност се спојат на Максим. Дали Кирил овој филм би го опишал како брутален или реален? Овој филм е микс на реалност, на бруталност, како што кажа, на абстракција и на неслучајност. Значи, филмов има се. И јас сум црпел како од мојот живот, така и од животот на некои други, и сето тоа е ставено заедно. Да, филмот содржи многу експлицитни сцени, но не е тоа кој знае каква, не знам, табу тема, затоа што сепак 21 век е и треба да го прикажеме тоа што навистина постои. Како и во прватниот живот, така и во филмот, Слаткар и Тони Зен му се многу добри пријатели, па така и дошло тие да се играат во филмот. Па со тоа што дека Тони Зен е Тони Зен и е другар со Кири, со Слаткар, и на Кире му требаше валја тој момент во таа цела приказна и така. За разлика од Тони, кој сепак покажа глума, Слаткар го глумеше Слаткар. Па како е да се глумиш самиот себе си? Лесно, многу лесно. Мислам, немаш никоја, не си обврзан, рецимо, да научиш некакво си сценарио или да земеш, да вежбаш текст дома. Мислам, само дзирнав у сценарио на кај што се движи цел филм и го кажав тоа што ми дојде. Покрај нив, како поголемо актерско име се појави Шишков, кој како актер за прв пат не глумеше. Прв пат снимам ваков филм, да речеме, од тој аспект, животно се вели. И јас се играм себе си таму. И се што сум доживел и преживел во животот. Значи, не очекував дека ќе ме повикаат да се играм себе си. Значи, не играм, не сум актер, тука не глумам, тука е живот. Од денес филмот е на редовниот репертоар во киното Рамстор, па можете и вие да ја погледнете оваа реална бруталност.